група. Тања, добро утро за вас, добре дојдовте во студиото на добро ве телевизија најдов. Нова. Ќе почнеме од почеток или од појадокот. Хронодиетата или режим на исхрана, како што се нарекува, не е диета, туку режим на исхрана, препорачува за појадок леб и сирење. Дали тоа е здрав појадок, со оглед на тоа што досега многу пати сме разговарали, се препорачува нели денот да се почне со свежо овошје или цеден сок? Да, секој има различни методи, различни пристапи. Апсолутно немам потреба да некого кривувам или пак да осудувам затоа што е на хронодиета, затоа што сметам дека изборот индивидуално секој си го прави. Секогаш сметам дека треба прво да знаеме со што располагаме и каков е нашиот организам и што е најадекватно за нашиот организам. Дека ефекти има со промена на било каков режим на исхрана и селекција на тоа што го внесуваме како храна и дека ќе вложи со резултат, ќе вложи. Меѓутоа, која е цената на нашето здравје? Прво и основно, сметам дека нашиот организам треба да функционира со сите основни елементи кои што ни се потребни. Значи, внесот на свежото овошје, свежите зеленчуци, кои што се адекватни за овој период и за ова поднебје, потоа корисен протеин, корисен јаглен-хидрат и нормално корисна житарка, која што ќе придонесе да имаме метаболитичка стабилност на организмот, да немаме дисбалансираност или надразнување на ендокриниот систем. Сите оние кои што имаат реален проблем со вишокот на килограми, знам дека експериментираат со се и со се што и кога тогаш ќе ги стигне одредена цена која што ќе се контраиндицира. Изборот го прави индивидуално секој. Треба добро да биде упатен во сето она што го практикува и што го прави, за да нема несакани ефекти и контраиндикации од тоа што го спроведува. Мораме во исхраната да имаме внес на овошје, бидејќи нашиот организам и нашите клетки се хранат со шеќери, меѓутоа прашање е какви шеќери ќе внесуваме во организмот, бидејќи добро разбираме дека имаме три типа на видови на шеќери, значи имаме моносахариди, дисахариди, полисахариди. Прашање е до кога нашиот организам ќе функционира за да не дојде до несакани последици и колапси на хипогликемија, односно на пат на шеќерот, кој што може да биде многу опасен и може да предизвика најразлични оштетувања на самиот ендокрин систем. Колку се тоа се спроведува правилно и исправно, не е само да се прочита и да се спроведува, туку да биде под надзор на соодветни лица кои што нели го пропагираат сето тоа и е дел од нивната секојдневна работа, затоа што мораат многу параметри да се контролираат. На своја рака секогаш кога ќе правиме нешто, може да се контраиндицира и да не ни одговара. Убаво е сите што имаат желба да направат промена за да ги симнат килограмите, да сето тоа го спроведат на побрз начин и ако може сето тоа да биде реализирано многу брзо, меѓутоа сепак нека си помислат колку е сето тоа со такви брзи ефекти, колку се може да биде контраиндицирано. На еден организам буквално одговорно тврдам дека му треба се. Сите посебни елементи. Овој режим на исхрана го исклучува од исхраната, па дури и овошјето или што би рекле условно оној добар шеќер, нели што е препорачлив особено во овие летни денови и треба да се искористи со оглед на тоа што и нашето поднебје располага со изобилство од овошје. Што се случува во организмот при недостаток на шеќер? Какви може да бидат последиците за органите на човекот? Па прво и основно ние го користиме и го трошиме самиот ендокрин систем не е дефинитивно надразнет, бидејќи ги користиме сите можни резерви кои што ги имаме складирано. Панкреасот е тој кој што апсолутно на одреден начин и го дисфункцираме, а со тоа повлекуваме и нестабилност во однос на ендокриниот систем. Хипогликемиите кои што преска ги спомнав, падовите на шеќерите кои што можат да бидат дури и фатални, затоа што многу е страшна хипогликемичката кома која што може да настане. Нашиот мозок и нашите клетки се хранат со шеќерите. Ревитализација на клетката и научно е докажано дека
и како може да се направи со внес на шеќерите. Значи, на нашиот организам, за да имаме добар метаболизам, му требаат сите хранливи продукти. Не им треба селекција на одредена исхрана или пак, ако има одреден проблем, да биде тоа краткоткрајно. Не може да биде цело време направено да едноставно ние не внесуваме шеќери, бидејќи нашата движечка сила се итекако шеќерите и аглихидратите. Само прашање е кои, затоа што се разликува на кој начин ние што све внесуваме во нашиот организам за сето тоа да биде здраво и правилно. Секогаш преферирам дека најдобро е да биде индивидуален пристап на секој што му одговара да внесува во исхраната, може одреден нутритив и да биде најздрав на светот, меѓутоа индивидуата да не може да го внесува во организмот затоа што едноставно ќе се контраиндицира на неговото здравје и на се она што он го носи во себе како индивидуален пристап кон храната. А што може да се случи во организмот доколку се исклучат и млечните производи? Бидејќи токму тоа го препорачува оваа. Има одредени ситуации, особено на карциноми и на автоимуни заболувања кои што не поднесуваат млечни производи заради агресивноста која што се создава на самиот организам и на самиот. Меѓутоа има многу работи кои што во себе содржат одредени нутритивни вредности кои што ќе ги заменат самите млечни производи кои што идеално и како функционираат. Ние некако сме обсесивно врзани дека калциумот единствено го внесуваме преку сирењето, урдите, кашкавалите, јогуртот, млекото и така натака во нашиот организам. Меѓутоа го има во големи количини во јатките, го има во морската риба, го има во семките, јаткастите плодови, го има во грашокот, во гравот, го има на многу други нутритивни вредности каде што растителниот многу побрзо се абсорбира во организмот и се прави депонажот нити оптеретување метаболитичка на самиот организам. Монотоноста во однос на исхраната или хранење по одредени шеми со врзување за време и за количество и за само одредени работи, да, ќе даде ефект во прво време, меѓутоа прашање е на време контраиндикациите. Точно е дека и порано, па и сега, па може и во иднина, ќе излезат одредени истражувања кои што ќе се потврдат. Тоа беше една еуфорија 90-тите години на исхраната по Аткинс методата, каде што исто така беа исклучени шеќерите, меѓутоа строго беше препорачано колку време треба да се користи, ефектите, кои се контраиндикациите, какви се пореметувања настануваат со спроведување на таков начин на исхрана, затоа што се тоа треба да трае кратко време. Ние дефинитивно нашиот организам и метаболизам без шеќер не може да функционира. За воопшто да се почувствуваат ефектите од хронорежимот на исхрана треба најмалку 28 дена да се практикува. Зарем може организмот да издржи без шеќер 28 дена? Може, зашто да не. Антикандидиазните режими на исхрана се и 42 дена без внес на шеќери, затоа што кандидата се храни со шеќери како заболување. Таа воопшто не познава дали шеќерот е моносахариден или е полисахариден. Си се храни едноставно и си се гаи. Меѓутоа, тука настанува решавање на одреден здравствен проблем со компензација на други нутритиви и константно пратење што нас се случува со самиот организам. Значи, пак ќе повторам, апсолутно изборот си го правиме индивидуално сами си одлучуваме на каков режим на исхрана или на каква диета ќе се ставиме за да симнеме килограми, меѓутоа прво да си го провериме здравјето. Така, да видиме со какви здравствени проблеми располагаме, дали е секогаш тоа корисно за нас, како ќе го спроведеме, да се истерат од тоа што сакаме да го спроведеме од стручни лица. И пак ја напоменам, сум секогаш за здрав и правилен режим на исхрана, наменет за сите оние кои што се на поднебјето, на кои што живеат и храната која што расте и екзистира на тие простори на кои што живееме, без да се елиминираат одредени нутритиви кои што, ако е здрав човек, нема потреба да се ескивира и да се едноставно селектира од исхраната. Потребен му е на организмот сите елементи. И треба да биде разновидна пред. Апсолутно. Разновидност на храната треба да биде разноврсна и што побогата,
колоритна, се она што сезонско го има, многу течности, барем периодов сега едноставно променливото време, имавме променливо време и одеднаш екстремно високи температури. Мислам дека лубеницата добро ќе ни дојде во разладувањето на самиот организам, консумирајќи ја во предпладневните часови. Не е за џабе овошје кое што е овошје на убавина и не е за џабе создадено да вирее токму во летниот период. Значи, сепак не треба да се исклучи овошјето од начинот на исхрана? Апсолутно сум против исклучување на било какви шекери во однос на исхраната. Прашање е кои типови на шекери ќе ги внесуваме и ако нешто сакаме да направиме, да тоа биде по протокол како што е напишано од соодветната, да не е повеќе време, затоа што умот секогаш не влече кон нешто друго. Имаме ефекти, завлегуваме во во еден тек и продолжуваме со сето тоа без да се исконтролираме. Кога тогаш ќе не стигнат дури по цена на здравјето. И по цена на здравјето. Ако мислиме да направиме промена, да расчистиме во нашиот мозок и сите оние кои што имаат проблем со вишок на килограми, па и здравствени проблеми, дека промената треба да направат за цел живот. Да, метода на симнување ќе се симнат, меѓутоа ако повторно почнеме хедонистички да се однесуваме, пак ќе си ги вратиме килограмите. Значи мораме да имаме еден соодветен пристап кон храната, да имаме култура кон хранењето, да имаме начин и стил на живење, да храната не биде наша обсесивност, туку едноставно да биде нити па нешто што прекомерно ќе ја внесуваме со се она што е штетно или што е забрането. Туку најважно е едноставно да внесуваме се што му е индивидуален пристап на се она што му е потребно на нашиот организам. А ние функционираме како метаболизам и како организам со добар имунолошки систем, со внес на сите 5 основни елементи кои што ги набројав претходно и внес задолжително на течности на организмот. Едноставно ги забораваме течностите да ги пиеме. Особено апелирам во овие летни корештени. Тања, ви благодарам за советите, се надевам дека ќе стигнат до сите оние кои го следеа разговорот и ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и вам. Почитувани, со овој разговор го заокружуваме овој информативен преглед. Следниот е во 10 часот. Ви благодарам за вниманието.